Нашата Марија во продолжение со Фики Гаспар, психолог за миленикот како терапија, влијание врз менталното здравје, за крајот на денешната епизода на Утринска. Марија, добро утро уште еднаш. Добро утро и до тебе, Марко. Една позитивна, убава тема пред самиот крај на нашата утринска емисија. Како нашите миленици влијаат на нашето ментално здравје? Се разбира дека влијаат позитивно. Ќе покажеме и ќе кажеме подетално како влијаат, но може да кажеме дека из оние кои што се љубители на животни, а не чуваат миленик во својот дом, и како имаат животните врз нив позитивно влијание, со оглед на тоа дека Гизмо денеска е доказ за тоа. Не знам дали може да се види, но денеска беше изненадување. Не знаев дека ќе дојде и на вистина ми пренесе на убава позитивна енергија, а верувам дека ќе им пренесе и на нашите гледачи доколку останат до крајот со нас. Да му посакаме добро утро на Фики Гаспар. Добро утро. На вистина убаво не изненадевте денеска со Гизмо. Верувам дека ќе направиме еден убав разговор и вие од лично искуство може да ни кажете како еден миленик има позитивно влијание врз нашето ментално здравје. Така, па да, сите тие што имат миленици, но и истражувањата покажуваат дека милениците доста го зголемуваат квалитетот на животот кај луѓето, нели, што се со нив и кои што ги чуваат, затоа што влијаат многу позитивно на менталната хигиена, од тоа што главно намалуваат анксиозност и депресија. Поврзаноста луѓето кои што ја прават со животните е еквивалентна на поврзаност која што ја прават со луѓето, затоа што сите тие што чуваат миленици можат и да видат и самите дека поврзаноста и комуникацијата е присутна, иако нели нема вербално говор, така да истражувањата, кажавме, покажуваат дека е доста значително да чувате миленик, за тие што нели има некои луѓе што не сакаат, но тоа верувам дека е главно затоа што немале можност да се поврзат со животно. И исто така помага и при доста други состојби, затоа што знаеме посебно овие кучиња често се овие кучиња и како кучиња за услуги, сервис дог што ги викаат, кои што вршат различни работи, посебно и кај одредени заболувања или посебни потреби. Така да, ние во нашата пракса со нашиот Гизмо имаме работено со лица со посебни потреби, поточно повеќе со помала возраст со деца, кои што целта беше нели да се направи малку смирување, релаксација, но независно дали се работи нели за детенце со типичен развој или атипичен развој или за возрасен, секако ефектот на домашното милениче е многу позитивен, посебно нели кога ќе се направи поврзаност помеѓу човекот и животното. Што е она што ние го сакаме кај животните и ни влијае позитивно, а го нема кај луѓето? Знаете како, животните во овој момент тие се многу поискрени, живеат во моментот, значи да, нема кај нив одредени однесувања како кај човекот што знаат да бидат негативни, со лажење, со манипулација, туку се многу едноставни, живеат од денес за денес, не размислуваат за иднината, немаат јасна представа, нели, и очекување што ќе се случи утре, задутре, во текот на неделата до крај на годината, и затоа нели тоа ние го учиме од психолошки аспект живењето сега и овде за порелаксирано, поопуштено секојдневие, но и за внатрешен мир. Уствари животните тоа го постигнуваат, тие се фокусирани денес, не ракуваат со социјални мрежи, не се анксиозни, не се под стрес, и тоа знаат да ни го пренесат, знаат да не опуштат, а секако и поврзаноста е овде, чувството нели дека имаме некој близок на кој што можеме да се потпреми и можеме да му веруваме, доста помага, иако е нели животно. Пред самиот крај кратко, сакам да зборувам уште многу, меѓутоа толку ни даваат можностите. Кажете ми оние пак кои што имаат страв кон животните, како да го пребродат тој страв и на овој начин да ја почувствуваат самата среќа? Така, има техники кои што се работат, нели, кога се работи за страв, независно за каков страв се работи, но кога се работи за страв од одредени животни, нели, често стравот за жал од кучиња, кој што најчесто е научен или стекнат, пошто не постои човек што се роѓа со страв од животни. Има техники кои што работат на тоа полека преку модифицирање на однесувањето да се промени прво таа реакција на телото на стравот, а потоа нели и когнитивно да се измени перцепцијата кон стравот. Во овој случај, нели, ако збориме за кучиња, прво
во текот на работа се почнува да се збори за нив со лицето кое што или клиентот кој што се плаши од кучиња. Потоа полека се покажуваат слики, како се повеќе и повеќе го опуштаме, и на крај главната цела е да се запознаат и да имаат допир уствари да го погали или да поседи малку со него, така да ние сме имале некои успешни клиенти до кои што последната цел била одредено време да направи прошетка или во главна цел е веќе да вдоми кученце кое што ќе се грижи за него, за тие што вистински сакаат, од кога ќе го надминат стравот, а за останатите кои што побарале да го надминат стравот е чисто само да можат да дојдат во допир со куче, малку да го погалат, да поминат некое време секако со собственикот на кучето и да видат дека уствари тоа е страв кој што потоа реагираат кон сите кучиња, но кучињата, посебно овие кучиња, воопшто не се опасни, иако секогаш од ново животно кое што го запознаваме треба да бидеме внимателни, но така се надминува стравата. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас. Од тука ќе ве поздравиме заедно со Гизмо и верувам дека ви пренесовме позитивна атмосфера.